Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Откриени тајни. И во денешната Откриени тајни повторно зборуваме за 24 карактеристики кои ги поседуваат генијалците. Но не само што ќе се навратиме на дел од овие карактеристики, туку и во оваа емисија повторно ќе имаме можност да се дружиме со дел од успешните луѓе од нашата земја кои што поседуваат карактеристики кои што ги имаат генијалците и токму тие карактеристики им помогнале да го постигнат она што го постигнале во животот и да бидат успешни во своите професии. Затоа не го менувајте каналот, останете на телевизија 24 и погледнете ја новата Откриени тајни. Започнуваме овде со разговорот со доктор Жарко Костич, со кого и денес разговараме на тема 24 карактеристики на генијалци. Жарко, добар ден и добре дојдовте повторно во оваа генијална тема во рамки на Откриени тајни. Добар ден, Сања. Добар ден до нашите гледачи. Зборуваме за 24 карактеристики на генијалци, секако дека денес повторно во рамки на нашата емисија ќе имаме лица, представници од нашата држава кои што се успешни во својата работа и кои што за нас се генијалци затоа што ги поседуваат сите овие 24 карактеристики, но денес ќе зборуваат само за дел од нив. Точно е, денеска со нас повторно ќе бидат наши успешни луѓе кои што на некој начин сакаат да ни помогнат во нашата цел, а тоа е да ја промовираме генијалноста кај секој еден од нас. И нивниот допринос се состои во тоа што самите тие ќе образложат како некои од овие карактеристики во нивните животи имаат помогнато да го постигнат нивото на успех кој што ги имаат постигнато. А зборуваме повторно на истата тема, фактички продолжуваме со мини серијалот 24 карактеристики на генијалците, како што ги открил доктор Алфред Бариус, кој што кажува дека сите генијалци имаат 24 заеднички карактеристики, кои што се карактеристики што се карактерни особини на кои што секој од нас може да работи. Впрочем, секој од нас го има потенцијалот да биде генијалец и работејќи на овие карактеристики, само ја надоградуваме или ја зголемуваме нашата генијалност, пак ќе кажам, кој што секој од нас има вродено како потенцијал. За генијалците, сигурно сум дека сите ќе се согласат со мене, важи карактеристиката дека се искрени. Кај нив не постои нешто што е скриено, кај нив е се отворено и тие се подготвени и да се извинат кога нешто ќе сгрешат, но пред се да признаат дека успеале да погрешат и тие во некој дел од својата кариера. Искреноста е една од карактеристиките на генијалците. Кога кажеме искреност, тоа е на некој начин доблест. И ако размислиме, искреноста ни дава моќ. Видите, секој еден од нас на патот до својот успех може да направи добри работи, може да направи негативни работи, но ако ги криеме работите кои што се негативни, кои што не тргнале наопачки, тоа криење, тоа несподелување, тоа непреземање на одговорност за работите ни уништува нашата моќ. Нашата моќ доаѓа од нашата внатрешна чистина, таа доаѓа од способноста да можеме да го искомуницираме тоа за кое што сме сгрешиле. Видите, мораме да бидеме волни да преземеме одговорност за работите кои што не сме ги направиле успешни. Тоа го споделуваме со комуникацијата, а тоа не тера да бидеме искрени. Сега исто така мораме да имаме околина која што ќе толерира таа искреност и тие правење на грешки кои што можеби на патот кон успехот или во секојдневието би ги направиле. Видите, кога имаме околина која што ги кара, ги критикува, ги казва луѓето за преземање на одговорност и за признавање на грешката, тогаш луѓето нема да бидат волност, да бидат искрени, да го признаат тоа што го сгрешиле, а тоа е многу битно, поради тоа што немањето на товар од лагите, од криењето на работите. Значи, мораме да го немаме тој товар на криење, на лаги и така натаму, за да можеме да имаме јачина и да имаме порив да успееме. Мораме да имаме волни да се растеретиме тоа, а тоа го правиме на начин на кој што ќе преземеме одговорност, а тоа го правиме преку комуницирање и признавање на оние грешки кои што сме ги направиле. Жарко, генијалците не се сомневаат дека ќе успеат во животот. Тие се пред се оптимисти и веруваат во својот успех. Точно, оптимисти. Секогаш оптимизмот е поврзан со нешто конкретно позитивно што треба да се деси, што треба да се случи. Зборувавме во претходната емисија за целите. Гледате, целите, оптимизмот е позитивна замисла за иднината. Песимизмот е негативна замисла за иднината. Оптимизмот е нешто кое што е конкретно позитивно. Гледаш, тие го фокусираат својот ум, вниманието на нешто позитивно што треба да се деси. Оптимизам се позитивни емоции, позитивни мисли, позитивни вибрации. Гледате, песимизмот е негативно нешто. Гледате, луѓето кога се загрижени стануваат песимисти. Но самите генијалци немаат
резервираност или немаат сомнеш во тоа дека ќе успеат. Затоа што кога ќе поставиме некоја цел, загриженоста во врска со иднината, гледате, ја уништува нашата цел, спречува таа цел да се деси. Многу е битно кога тргаме на патот на успехот, едноставно да имаме позитивни мисли дека тоа нешто ќе го направиме. И да се надоврзам на претходното прашање. Гледате, оптимизмот се јавува и се развива кога знаете дека ви имате поголема цел од самите вие. Гледате, оптимистите, кажавме конкретно во претходните емисии дека работат повеќе за доброто на другите, дека сакаат да го подобрат човештвото, дека имат една голема слика и замисла за многу повеќе луѓе отколку самите тие. Оптимизмот се развива и се раѓа кога ќе се фокусирате и сте заинтересирани за резултатот кој што сакате да го постигнете со вашата цел. А тука е бенефит и корист на сите тие што ги сакате околу вас. И колку повеќе размислувате на тој начин, дека сето тоа што го правите за другите. Гледате, еден уметник, например, музичар кој што свири, тоа го прави за публиката. Еден спортист го прави тоа за нацијата, го прави тоа за својот клуб, го прави тоа за својата репрезентација. Гледате, кога размислувате за групата и за другите, едноставно имате одговорност тоа да го направите. И таа одговорност подразбира да креирате позитивни мисли. Точно е дека некојаш подсвеста знае да направи да се чувствуваме негативно, да ни даде такви негативни мисли, негативни емоции, колебања и сомнеш и така натаму. Но дел од нашата одговорност е едноставно да ги тргнеме, да ги поништиме и едноставно да ги креираме сите тие позитивни мисли. Но оптимизмот можеме да го развиеме кога стварно имаме некоја цел која што има корист, односно од која што имаат корист цела група на луѓе, фамилијата, нацијата, тимот, групата и така натаму, затоа што генијалците, да нагласам повторно, не се мотивирани од себе. Мотивирани се тоа што тие ќе го направат, како да искриват позитивни ефекти за целото општество, за целата група, за некој друг. Способноста за расудување е една од карактеристиките за која што секако зборувавме, а успешните луѓе ја имаат оваа способност на расудување. Дали секако искуството ги научило да расудуваат, тие сепак се успешни токму поради тоа што знаат да ги проценат работите и немаат предрасуди. Точно е, значи генијалците имаат способност за расудување. Дека ќе нагласам, значи кажува дека треба да се расудуваат фактите, треба едноставно да ги приеме фактите пред да реагираме, пред да донесуваме одлуки. Треба да сме волни исто така да се предомислиме во дадени моменти, но способноста за расудување е една од карактеристиките кои што генијалците имаат. Ако кажеме дека генијалците се лидери, дека луѓе кои што се многу успешни, гледате, тие на некој начин се издвоени веќе од остатокот од луѓето. Да се навратам дека сите ние го имаме потенцијалот дека сме генијалци, така? Но ова е дел од таа карактеристика дека човекот мора да е волен да донесе собствена одлука. Самиот тој да пресуди што нешто е битно за неговиот успех, а што не е. Видите, многу често пати знаеме сите работи ги ставиме во ист кош, но генијалците знаат да расудуваат што е важно за нивниот успех и што ќе им помогне додат кон нивниот успех, а што не е. Исто така сте волни да се сложат или да не се сложат со околината. Така треба да расудуваме без предрасуди, треба да донесуваме одлуки без предрасуди, треба едноставно да бидеме волни да се предомислиме во дадена ситуација. Поради тоа што генијалецот во својата цел ги опфаќа и останатите луѓе, тој самиот има одговорност да донесе најдобра одлука за работите кои што сака да ги направи. И некогаш можеме да имаме околина која што на еден начин може да влијае врз нас, да не се постигне оптимумот или да влијае негативно врз нашите одлуки, врз нашите емоции, врз нашите мисли. Треба да сме волни и некои од советите кои што не се во корист на постигнување на нашата цел и не се во корист на постигнување на успехот и на општото добро, едноставно да ги отфрлиме. И заради тоа генијалците се генијалци, поради тоа што се на едно ниво повисоко и од тоа ниво перспективата и гледката е поразлична отколку на некое друго ниво. И тоа само по себе на генијалците и на успешните луѓе им дава одговорност самите да носат одлука. Но во основа тоа е и самодовербата. Самодовербата, сигурноста во себе е сигурност и доверба и верба во одлуките кои што еден човек ги носи. А тоа е и на некој начин одговорноста на секој генијалец. Понекогаш генијалците се осамени на таа позиција,
но од друга страна пак со своите емоции, со своите мисли, со своите цели ги мотивираат и остатокот на луѓето да дојдат и да ги понесат на нивото на кој што се наоѓаат тие. Значи се волни да бидат и сами на врвот, но се посветени на тоа да бидат во право. А тоа значи да ги донесат одлуките кои што се добри и кои што се конструктивни и кои што ќе не понесат кон опстанокот и постигнување на целта која што тие имаат зацртано. Жарко, секако дека гениалците ќе ги приметиме во нашето обкружување, затоа што секаде каде што нив ги има навистина ведра атмосфера и тие се внесени максимално во тоа што го работат со сето свое внимание, понесени се од работата, навистина станува збор за ентузијасти. Ентузијазам е дефинитивно карактеристика на гениалци и на лидери, поради тоа што ентузијазмот е заразна емоција. Гледате, емоциите се вибрација. Целта на еден лидер и на еден гениалец е како да ги понесе во или да ги заедно со себе да понесе околината кон остварување на неговата цел. Гледате, имаме вибрации, емоциите се вибрации. Ако имате високи емоции, ти имат своја вибрација. Ако имаме ниски емоции, ти имат исто така своја вибрација. Ентузијазмот е една емоционална вибрација која што е заразна и која што има тенденција остатокот од луѓето да ги понесе со него. Гледате, ентузијазмот е емоција исто така која што одбива негативизам. Гледате, имате, кога ќе паднеме со емоциите, негативните емоции на околината имаат тенденција да не понесат надоле. Но кога сме на ентузијазам, имаме способност да одбиеме негативни емоции и негативни мисли. Тоа е многу убава карактеристика на гениалците, затоа што тие навистина се насочени кон својот пат, насочени се кон својата цел и на патот кон остварување на целта ги одбиваат негативните сугестии, негативните мисли, негативните критики кои што влијаат негативно на нив од околината и негативните емоционални вибрации. Гледате, ентузијазмот е толку висока емоција што едноставно негативните вибрации на другите ниски емоционални состојби едноставно се одбиваат во тој ентузијазам и гениалецот продолжува во остварување на својата цел. И фактички еден успешен човек ќе прилагодува околината на себе, а неуспешниот човек ќе се прилагоди на околината, поради тоа што гледате, гениалците, успешните луѓе, ајде да кажеме, се помалку поради тоа што тие вибрираат на таа позитивна и висока емоција. Како тече животот, за жал, негативните искуства зборевме дека влијаат врз нас и ги намалуваат емоциите. И околината може да биде со негативни емоции, да вибрира на пониска фреквенција од вас. И ако се прилагодите на таа фреквенција, ако се прилагодите на тие негативни емоции, негативни мисли, негативни погледи кон светот, песимизам наспроти оптимизам, тогаш и вие нема да успеете. Напротив, гениалците се лидери кои што ја прилагодуваат околината на себе и секој лидер има задача таа позитивна емоција да ја наметне на својата околина. Вториот дел од Откриени тајни секако го остапуваме на успешните луѓе од нашата земја. И денес во рамки на Откриени тајни имаме специјални гости кои што ќе позборуваат за дел од 24 карактеристики кои што им помогнале да успеат во она што тие го работат и секако карактеристики кои што допринеле да бидат за нас гениалци. Жарко, секако дека и денес ќе уживаме во коментарите, во изјавите на нашите успешни луѓе во рамки на Откриени тајни. Точно и во денешната емисија, како и во минатата, ќе имаме изјави од успешни луѓе кои што зборат за овие карактеристики или за дел од овие 24 карактеристики на гениалците кои што нив им помогнале да го постигнат успехот кој што ги имаат во нивниот живот и на тој начин ни помагаат и нас во нашата цел да ја промовираме гениалноста кај секој еден од нас. Па да ги видиме нивните изјави. Зборуваме за искреност и одговорност према она за што сте на некој начин одговорен, за она што го работите во својот живот, во својата кариера. Значи, јас лично како ракометар, значи, секако дека сум бил искрена овај личност, сум превземал одговорност на себе во дадени ситуации, нормално. Тоа, значи, во самите натребали налагало, да преземаш одговорност не е мала работа, значи, имало ситуации каде што моменти доаѓале, значи, да решиш натпревар,
еден шут каде што решава напревар. Нормално некогаш тоа ќе биде во ваша полза, значи некогаш се случувало и да не реализирате. Меѓутоа искреноста е многу битен фактор и елемент во не само во спортот и во самото живење. Значи искрен човек, одговорен човек, тоа се атрибути кои еден спортиста треба да ги поседува. Значи зборуваме за оптимизам. Оптимизмот е исто така една голема врлина на една личност. Јас, значи како спортиста, ракометар, стално сум бил оптимиста. Никогаш не сум се предавал, значи пред секој напревар сум бил оптимиста и сум верувал во тоа што го правам и секогаш сум сакал да победам. Како што кажав, тоа е една голема врлина за еден спортиста. Нормално не само во спортот, значи оптимизмот е една работа во животот. Исто така морате да бидете оптимисти да постигнете и некакви други цели во вашето живење. Така да исто една важна алка во секојдневието во животот. Па сигурно ентузијазмот дека влија и на останатите. Сето тоа нормално треба да знаете да го пренесете на останатите играчи околу вас. Меѓутоа, значи како лидер они сигурно дека веруваат во вас, знаат дека ти најдобро мислиш. И со самото стекнување на она поверење како капитен и како лидер на ајде кажем и на клубски план и на репрезентативен план, играчите ви веруваат и едноставно ве пратат. Што зборуваме за расудување, значи имало ситуации каде што ти налагало така во кариерата, нормално и во животот да брзо донесеш одлуки, брзи одлуки. Во спортот сигурно имало моменти каде што ситуација каде што не знам треба да се реши ситуација, не знам, 10 секунди до крај и морате да реализирате. Имало моменти каде што тоа било успешно, имало моменти каде што не било успешно, имало ситуации каде што не знам, сум промашил пенал во дадена ситуација каде што тој пенал одлучувал победа. Меѓутоа фактот е дека морате да донесете брза одлука во моментот и да одлучите едноставно. Како што реков, некогаш тоа е позитивно, некогаш негативно, меѓутоа па нормално дека може да се коригира грешката и кој ќе погрешиме, така, после секој натпревар престои анализа, значи се анализира сами од себе си каде си погрешил, така да сето тоа на некој начин е искуство повеќе за следниот предизвик. Па сите овие работи кои што досега ги дискутиравме, се многу битни елементи, значи за поготово за оние млади спортисти кои почнуваат да се бават со спорт, сигурно дека е потребно време да ги доловат сите овие работи. Нормално во нивните кариери ќе се соочат сигурно со овие елементи, да кажам, и што побрзо ги решат толку подобро. Јас би апелирал, значи сите овие работи да влезат во учебниците во спортските учебници, значи на факултетот за физичка култура, каде што, не знам, студентите утре ќе можат да се доближат до овие елементи и да ги проанализираат и мислам дека страшно ќе профитираат не само во спортот, него и во нивниот живот. Искреноста е многу битна карактеристика, поготово за уметници и сценски изведувачи. Мислам дека без обзир во таа страна, значи на публиката, дали е професионалец или е аматер или чисто
љубител на музика и дали е дете или возрасен, има едукација или не, тој човек ја разбира кога еден уметник стварно искрено се однесува кон таа музика и кога тие емоции се стварно искрени и без икакви фалсификувани некако емоции. Инаку има доста уметници што повеќе прават на сцена некои ефекти надворешни, мислам, тоа го осеќа и едно дете го осеќа кога, например, нешто не е искрено од срце, просвирено и изведувано и така да, мислам, јас сум дека најчиста музика, најгениална музика на Моцарт, на тие гениални композитори што као Бах, Бетовен, Моцарт и така натаму, значи тие се стварно најискрени емоции што допират до нашите срца. Обично, ја гледам и по студентите, пошто со педагогија се бавам од 92 година, од кога се вратив од Русија, интензивно, значи има доста децени со педагогија и гледам и кај учениците мои, кои ми се стварно во голем број, многу треба да се работи на оптимизам. Значи, некој од природа е оптимиста, од природа, не треба да се форсира тој дел, значи, од карактерот, али на некој ученик стварно треба да се работи на оптимизам. Ја во суштина сум многу оптимистична, бев во младоста уште повеќе, наравно со некои животни горе-долу да случувања, некогаш човек губи сила и снага за да оди понатаму, али стварно треба човек да биде борбен, поготово во оваа професија. Би го поврзала оптимизам и со, тука гледам, и со ентузијазам многу, и со ризик. Значи, без овие три карактеристики, стварно, човек не може, млад уметник на сцена не може да искочи. Значи, има неколку типови на ученици и студенти, што треба да се работи баш на овие три карактеристики за да ги преброди тие негативни емоции на сцена. И тоа исто се тренира. Некој па е природен, надарен од мали нозе, искочува природно. На некој треба повеќе да се наштима на тоа. Значи, сите овие карактеристики што Жарко ни отвори некако, не насочи да размислуваме подлабоко на овие работи. Сите овие 24 карактеристики се многу битни за развивање на сценскиот изведувач. Ја, кога треба нешто да расудувам, мислам и интуитивно, и рационално, и наравно со срце, и со глава, све комбинации. И тоа е многу битно, што прав професор е тој што, наравно, и кога ќе искочи на сцена, ќе биде поттик за студенти, за млади генерации, да, наравно, да една генерација ја воспитува, али и да ги даде сите овие карактеристики позитивни, да ги насочи, да ги развива кон новите генерации. Стварно ви благодарам што покажавте према мене таков гест, да ме бројувате во тие успешни луѓе. Далеку сум од можда гениалец, меѓутоа можда некои особини, ако сум успеал во кариерата моја да ги направам позитивни, па во секој случај ви благодарам за тоа, што однесува до емисија навистина интересна, поинаков тип од она што е стандардно до сега
вообичаено да се разговара за исти работи. Мене, да ви кажам, лично ми е непријатно да ги повторувам 30 години истите работи од кај сум почнал и како сум продолжил да работам и ваму и таму. Е на некоја тема која што за прв пат ќе разговараме. Мислам дека одликата на човек е да биде искрен, за да не се заплетка во лаги. Значи секојаш нема идеален, нема перфектен човек без грешка. Секој од нас може да сгреши. Ако си видел дека си сгрешил, секако дека со намерата твоја, ако си чист пред себе, дека намерата не била лоша, намерата била најдобра, меѓутоа си сгрешил. И ако го кажеш дека од побуда на такво размислување дошла грешката, сигурно дека секој може да се свати. Меѓутоа, ти ако почнеш да се покриваш за грешките и невест човек ќе те прочита дека сакаш да се вадиш од целата работа и сега практично влегуваш во поголеми грешки. Затоа мислам дека искреноста е најважна работа, пак со услов да си чесен, да си одговорен и да намерите ти се, значи, правилни, како да кажам. Од тој аспект, мислам дека искреноста мора да е одлика на успешните. Сите што ме знаат, не знаат дека сум јас оптимист. Првин како тренер. Јас никогаш, например, не прогнозирам работи кои што се далеку од нашите можности. Значи, секој треба да имаш проценка за вредностите, за позицијата твоја, за тоа што престои како задача пред тебе. И ако мислиш дека нешто е реално, дури и ако е тешко, ти мораш да си оптимиста, зашто ако ти не си оптимиста, другите покрај тебе што треба да ги влечеш сигурно нема да видат. Тие те гледат тебе да видат дали ти, ако си успешен, пак викам, дали ти влечиш, дали ти даваш надеж на нив и тогаш тие ти веруваат. Ако ти викаш ние ќе пробаме, рачунај дека 50% помалце способности ќе има тие. Од тој аспект, секојаш сум бил оптимиста. На крај крајева, секојаш давам максимум од себе. Некојаш може да не се успее. Фудбалот и спортот и во сите други области на животот не можеш ти само да победуваш. И се победува и се губи. Меѓутоа, секојаш ќе кажеш дека го извлече максимумот, го даде максимумот. Имаше максимална подготовка. Настапот беше со концентрација, чесен, искрен, сублимирано све што се состоеше во таа подготовка, сега не се успеа, тераме понатаму на нова средба. Секојаш сум имал визија, сум имал концепција. Значи, јас никогаш не сонував да бидам, без оглед на тоа што бев ученик во средно архитектонско и бев и дури на факултет за на архитектура. Имам прва година завршена на архитектонски факултет во Скопје, меѓутоа јас бев од кога сум роден за себе, од кога знам на себе, јас сум претворен во спортот. Секој мој дел бил живеел за гледањето, за читањето, за успешните во спортот и сум сонувал еден ден да успеам и јас. И како фудбалер и како тренер. Како фудбалер можда не го достигнав тој успех, меѓутоа како тренер тоа што го пропуштив со оглед на тоа дека на 28 години станав тренер. Јас многу порано отколку што вообичаено се почнува. Едноставно тоа што го пропуштив како играчка кариера, сакав на брзина да го вложам во тренерската кариера. Значи, знаев што сакам и никогаш не размислував дека нема да успеам. Способноста на успешните брзо да проценат што е добро, што е лошо. И ако видиш дека нешто се вклопува во твојата проценка, околу работите во кој си специјалист, не зборам ја за други области некои. Значи јас во тој дел во кој сум јас специјалист, кога гледам дека доаѓа позитивна идеја, не мора да е специјалист, јас брзо ја вклопувам во себе, ја прифаќам и така натаму. И може да се случи да сгрешам. Значи никогаш не тврдам дека кога гледам дека нешто не е така, ама го образложувам дека заради тоа не се оствари ова. Не, треба да кажеш дека погрешив, требаше поинаку да постапам. Сега кога би бил во првата ситуација, може да би бил таму. Мислам дека е далеку пореално, многу пообјективно и многу поприфатливо. Мислам дека сум ентузијаст. Пак во овај дел ќе кажам дека со оглед на проценката која правиш, во делот на професијата моја во која јас работам, мислам дека треба да имам добра проценка за
за можностите, за целта, и ако сметам дека е остварлива, прв јас треба да видам тој кој што ќе повлечи за да ми поверува други. Сега го како тренер и поготово како успешен тренер, да речеме во одреден дел, кон играчите своји, мислам дека во 90% каде што сум работел сум имал доверба на играчите према мене. Кога ќе видат тие во мене дека јас навистина верувам во нешто и сметам дека е остварливо тоа што можеме да го направиме, мислам дека сигурно дека ќе зголема мотивацијата кај нив. Ако се појави кај мене скептицизам или, да кажам, неверување, мислам дека јас сум ги спуштил на 50% помала мотивација него што тие би требало да ја имат. Искреноста според мене е многу важна карактеристика, не само за мене како уметник, мислам дека за секој човек, без разлика со што се бави и без разлика во кој домен, да кажам, станува збор за искреноста, бидејќи јас и во семејството гледам да сум искрена пред се со моите деца, иако се тие многу мали, 5 и 2 години, повеќето родители авторитетот, да кажам, кон децата го наметнуваат на тој начин што нели се строги и така натаму. Меѓутоа, токму искреноста, мислам дека е она што ги руши, да кажам, бариерите помеѓу родителот и детето и токму со таа искреност вие имате всушност авторитет. Така се однесувам и со студентите и со сите други. Мислам дека клучот е токму во тоа, значи да се почитува сечија личност, значи слободата на неговото изразување, размислување и така натаму. И мислам дека напротив со тоа што ќе бидете искрени, не покажувате слабост, туку обратно од тоа и дека е многу важна карактеристика за било каков успех сега. Не зборуваме само успех нели во кариерата на секој поле. Јас сум оптимист од секогаш, значи од како знам за себе. Како дете, значи си правев некои планови што и како ќе правам и едноставно не размислував, како што кажавте, дали ќе се остварат или не, туку немаше друг начин, мора да се оствари. И сега мора да разграничиме, тоа не е исто со на амбиција, да кажеме, тоа например не го почитам сега болно амбициозен и по секоја цена нели да се успее. Многу е важно да се најде баланс помеѓу тоа што на вистина имате талент, нели, односно да го најдете вашиот вистински талент и кон тоа да се усредоточите, да кажам, значи сега јас џабе да се фокусирам на нешто за кое што немам првичен талент, нели, потенцијал некаков. Така што мислам дека доколку сите така размислувате, едноставно, како да кажам, енергијата ако фокусирате на тој начин, не може да не се случи. Барем кај мене од секогаш така било. Значи сум си замислила дека ќе завршам виолина, дека ќе свирам во опера, дека за естрадава не многу, никогаш не ме ни привлекувала, тоа да кажам било како второстепено од секогаш. Меѓутоа, ете, во врска со моето образование, со тоа што го работам како музичар и уметник, со компонирањето, пишувањето, едноставно не постоел друг начин и мора тоа да се оствари во тој случај. Мислам дека способноста да се расудува без предрасуди е многу важна и јас сум запознала и сум констатирала дека многу врвни уметници всушност се ова ќе го поврзам со суета, не знам, можеби и нема нека голема врска, ама мислам дека е поврзано. Значи, најголемите уметници, светски, признати, се воопшто не се суетни всушност. И мислам дека е поврзано со тоа што на тој начин ги гледаат нештата. Едноставно се непристрасни, значи се ослободени, обременети, не знам како да кажам, значи од не знам, од секакви други некои надворешни влијања што не се сервираат еве сега поготово со Facebook, социјални мрежи. Многу пати си размислувам, значи колку луѓе има кои што имаат многу позитивни карактеристики, ама еве, например, член е на оваа или на онаа партија, конкретно бидејќи сега тоа е актуелно, и веднаш имаме, нели, предрасуда за него како човек, значи ваков е, таков е, лош или не знам, или едноставно одбивност имате. Значи, токму тоа мислам дека врвните, сега пошто сум јас уметник, си зборам за уметниците, за другите бранши не знам, мислам дека тоа го имаат надминато, едноставно, и се како деца, искрени. И ентузијазмот би го поврзала тука и со оптимизмот на некој начин,
како енергија некако се поврзани, бидејќи јас исто како тип сум таква, ги охрабрувам сите околу мене, значи нема предавање до последно. Значи за било што да станува збор. Дури и спорт кога гледаме некој натпревар, не знам и 10 разлика да губиме, јас се уште мислам и се надевам дека има шанси да победиме. Теоретски, нели секогаш постои шанса. Така и во мојата работа, значи еве конкретно за студентите, секогаш имам таков пристап, значи и мислам дека влијае тоа, затоа што како битно е нели да бидете пример едноставно за вашата околина, да го ширите тоа како не знам позитивна зараза да кажам на некој начин. Сметам дека доколку секој од нас се потруди малку да поработи на овие карактеристики, ќе биде пред се добар човек, а со тоа што ќе биде добар човек, ќе биде успешен на секој поле. Ги слушнавме изјавите на нашите успешни гости денес во рамки на Откриени тајни. Секако верувам дека ужива и гледачите кои што редовно не следат, така ќе биде и во следната емисија на Откриени тајни, а јас вам, Жарко, ви благодарам за денешното гостување. Точно е, во нашата земја има огромен број на успешни луѓе, генијалци кои што се волни да работат на овие карактеристики. Нема да можеме сите да го интервјираме, но се надеваме дека во наредната емисија ќе имаме луѓе кои што се успешни генијалци во својата област, се со цел да ги поттикнеме нашите гледачи, сите луѓе кои што не следат, да работат на својата генијалност и да го постигнеме врвот од потенцијалот кој што секој од нас го има. Ви благодарам за гостувањето. Ти благодарам, Саја, благодарам за нашите редовни гледачи. Довидување. Се надевам дека уживавте и го задржавме вашето внимание со нашата денешна Откриени тајни и со нашите специјални гости кои што зборуваа за карактеристиките на генијалците. Сигурно сум и дека поттикнавме и вие да размислувате на овие карактеристики и секако да успеете во животот благодарение на способноста да ги зголемите овие карактеристики во вашиот живот. Јас ви благодарам за вниманието и секако ве поканувам повторно следната сабота да бидете заедно со мене, со доктор Жарко Костич и секако со Откриени тајни, а во меѓувреме следете на социјалните мрежи. Имајте пријатен и убав ден!